Елизабета Мери Виндзор, попозната како кралицата Елизабета II, почина на 96 годишна возраст во замокот Балморал. Беше монарх со најдолг стаж во британската историја, која дојде на тронот во 1952 година. Владењето ѝ започна на 25 годишна возраст и од тогаш стана единствениот постојан актер во период на брзи општествени и политички промени. Незиниот долг живот беше служба. 70 години на тронот со убави мигови, но и скандали во кои токму кралското семејство беше инволвирано, но народот ја обожуваше по начинот на кој успеваше да ги менаџира сите ситуации, не дозволувајќи посериозно да влијаат на разнешувањето на монархијата. Обединетото кралство во шок и неверување за загубата на, како што ја нарекуваа, темелот врз кој се градела модерната британска нација. На оваа тема разговор во Македонија наутро, директно од Обединетото кралство со Орхан Демировски. Обединетото кралство во тага граѓаните се уште во шок и неверување за смртта на кралицата Елизабета II. Каква е, Орхан, атмосферата во Обединетото кралство во моментов? Кралица Елизабета II почина. Незината смрт е голема пресвртница за Обединетото кралство, презентувајќи излив на национална наклонетост и тага. Таа 70 години служеше како уставен монарх на Обединетото кралство, најдолгото владење на британската историја. И тоа што аналитичарите го говорат е дека била доволно мудра да не ги спречи политичките, социјалните промени кои се случуваа за време на нејзиното владење. И денеска, вчера, значи и во следните неколку недели ќе имаме излив на тага и на улиците, и во училиштата. Денеска го однесов мојот 6-годишен син во училиштето, се чувствуваше тој излив на тага и сите деца и учителките и околу луѓето жалат за кралицата, па жалат и за жената Елизабета, не само за кралицата. Елизабета е родена во империја на која сонцето никогаш не заоѓа, тоа е позната. И беше последната голема фигура од Втората светска војна, од жестокоста на Втората светска војна. Има една мала анекдота која вели дека кога 45-та година по победата над нацизмот, Елизабета избегала, така наречено избегала од Бакингамската палата, да се приклучи кон радосната толпа која била пред палатата. И тоа е важен момент да се спомене сега. Кралицата исто така служеше како национален матриарх, давајќи утеха и охрабрување. И пандемијата која ни се случи, се уште ни се случува, за време на пандемијата таа одржа говор кој ја илустрираше уникатната улога која имаше во Обединетото кралство. И имам тука еден извадок од тоа што тогаш го рече, само да видиме каде. Таа рече: се надевам дека во годините што доаѓаат сите ќе може да се гордеат со тоа како одговориле на овој предизвик. А оние кои доаѓаат после нас ќе рече дека британците од оваа генерација беа силни како сите претходни генерации. И таква решителност и добар хумор, тоа е тоа што карактеризира оваа земја. Кралицата Елизабета, меѓу другото, уживаше имидж како никој досега. Беше длабоко посветена и на народот, и на државата, нешто за што никогаш не правеше компромиси, што меѓу другото британците го обожуваа, па сега велат дека тешко кој ќе може да го одржи по неа. Кралицата беше енормно популарна. Дури и помеѓу британците кои не ја сакаат монархијата. Има такви кои не ја сакаат монархијата. Чарлс не е популарен. Анкетите и оваа година и предходните години покажа дека само околу 1/3 од јавноста го сака за крал. И многу луѓе остануваат незадоволни од Чарлс поради тоа што односно тоа што се случи од неговиот прв брак.
да кажеме, наследството на целата катастрофа околу приказната со Диана му нанесе голем удар на неговиот рейтинг. Меѓутоа и сликата што Диана ја пренесе на светот за принцот од Велс не е многу привлечна слика. Тоа беше слика на себичен, чуден човек. И сега тие што ги анализираат кралските случувања велат дека недостатокот на популарност и поврзаност на Чарлс со многу британци представува сериозен предизвик. Меѓутоа предизвик за монархијата. И тука сме сега на еден крстопат да видиме што Чарлс трети ќе донесе. Лондонскиот мост падна, тоа беше кодното име за почеток на целиот протокол во рамки на организацијата и на погребот, но и на деновите до него. И тука нема отстапки, се е прецизно утврдено. Да, ние веќе имаме детали, деталите беа присутни по медиумите и пред кралицата да почине. И имаме многу детали како ќе се движи кочијата, каде ќе биде погребана, и тоа веќе е јасно. Кралицата е сега, значи телото на кралицата е во Шкотска. За следните 10 дена се планирани до минута, така да кажеме. И тие планови, што е многу важно, биле одобрени од кралицата. Меѓутоа, сега новиот крал Чарлс има за право да ги смени и да ги промени или да додаде во тој протокол. Кралицата ќе биде погребана за 10 дена од денот кога почина и ќе биде погребана во замокот Виндзор, каде се и остатокот од незината фамилија погребани. Така да, меѓутоа важно е да се каже дека и во Шкотска и во Лондон граѓаните на Британија и сите други граѓани од целиот свет ќе имаат можност да се простат од кралицата и ќе биде отворен незиниот ковчег 23 часа на ден, за да можат сите тие, се предпостава некаде околу милион и пол луѓе да поминат да се простат со кралицата. Со смртта на кралицата Елизабета, британците велат заврши една ера и тука во периодот кој што следува ќе има и големи прилагодувања, односно промени речиси во сите сегменти на живењето. Од она што го имаме барем како информација за почеток, ќе треба да има промена на монетите, на книжните пари, ќе има промена на имињата и називите на институциите, нешто што ќе чини многу, ќе го чини Обединетото кралство, а имајќи предвид дека живееме економска криза, тоа ќе биде предизвик. Да, тоа ќе се случи. Старата валута со ликот на кралицата ќе биде укината. И важно е да се спомене дека 35 држави околу светот ја имаат кралицата како лик на банкноти и на монети. И предпоставам дека тие промени ќе афектираат сите тие земји. Кралицата, која не само британците, туку и светот ја обожуваше, беше монарх чие владење беше исполнето со многу куриозитети. Единствената жена член на кралско семејство која влегла во вооружените сили. Единствената личност во Обединетото кралство која не поседувала пасош ниту возачка дозвола, која не излегувала на избори, бидејќи монархот не треба да има мислење за дневно-политичките прашања. Го дала мандатот за формирање влада на 15 британски премиери, од Винстон Черчил до сегашната Лиз Трас. Посетила повеќе од 110 земји во светот и се сретнала со 13 американски председатели. Во 2015 година кралицата Елизабета стана британски монарх со најдолг стаж, оставајќи го зад себе рекордот на кралицата Викторија, која на тронот беше 63 години и 7 месеци.